Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. Луѓето доаѓале од секаде. Многумина дошле од далечни земји. Тие влегле во Ерусалим со цел да ја слават педесетница. Илјадници луѓе оделе по улиците. Тој ден, учениците на Господ Исус се сретнале во една куќа за да се молат заедно. Одеднаш слушнале звук на силен ветер. И луѓето надвор ја слушнале бучавата. Што би можело да биде тоа? Се случило нешто. Изгледало како на главите на учениците да има огнени јазици кои стоеле над секој од нив. Што значело тоа чудо? Тоа прекрасно искуство бил подарок од Исус. Тој на неговите ученици им го дал Светиот Дух. Тој не ги заборавил своите пријатели. Преку Светиот Дух Исус е секогаш со неговите деца. Тој е утешител, советник и придружник. Преку него Божјите деца секогаш се поврзани со Исус на небото. Пред куќата луѓето стоеле зачудени. Што значи ова? Пресрекни, учениците зборувале пред толпата луѓе за Исус. Замислете, дури и луѓето кои дошле од други земји можеле да ги разберат. Секој слушал како пријателите на Исус зборувале на нивниот јазик. Зборувале на јазици кои никогаш не ги учеле. Исус е тој што предизвикал тоа да се случи. Некој се пошегувал. Вие сите сте пијани и тоа толку рано во денот. Тогаш Петар проговорил. Не сме пијани. Бог го исполни своето ветување и ни го испрати својот свет дух. Смело, тој уште повеќе зборувал за Исус, како умрел и воскреснал и сега живее на небото. Дали тоа е Петар, оној кој неодамна дури откажа дека го познава Исус? Тој е. Веќе не е плашлив како порано. Целосно е изменет. Преку Светиот Дух, Бог го направил Петар храбар сведок. И тоа што го кажал Петар, им зборувало на срцата на луѓето во толпата. Што треба да направиме? Направивме толку многу погрешни нешта. Поверувајте во Господ Исус. Бог ќе ви прости и ќе го примите Светиот Дух. 3000 луѓе го направиле тоа. Тие го повикале Исус во молитва и биле спасени. По ова славење на Духовден, учениците имале нова радост. До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!